Немам и пари некогаш за училиште и сите викат, сите јадат, јас трпам. Ова дефинитивно не треба да биде судбина на ниту едно дете во светот. За жал во Македонија ги има многу. 12-годишната Кети раскажа за голготата низ која минува таа и незиното семејство, кои живеат во трошна куќа во планинско село, километри оддалечено од Кратово. И дома кад вема мамо сите јадат смоки, јас гледам ги и немам пари да си купам. Они имат, јас немам. Многу ми е тежок животот и Лука кад оди ги гледа. И ги гледа и вика дадо и на мене купи ми. И јас сакам да јадам. Јас му велам немам пари, Лука, и така ги гледаме и некако се смируваме. Со градот ги спојува неасфалтиран и ископан пат по кој не поминува автобус. Поради ова најголемиот син Марио и таткото Благе и да најдат не можат да стигнат на работа. Мајката Мери е постојано со најмалото дете, 10-годишниот Лука, кој не е самостоен поради природата на неговата болест. Пошто гледате нема прво пут, а да падне една роса, да заврне, да омокре, па и пешки не може да искочиш. Купиле патеки, тренерки, она сака. Па штеди што се вика на рате зимува тамо, таа една жена, 2000 тренерки земаву ги, па од месец до месец по 1000 ги плаќа. И покрај големата оддалеченост, Благе често оди до градот пеш да заработи за корка леп. Ниските плати се уште еден проблем плюс, вели. Тоа што ќе го заработиш, едва и стигнува за сметки. Се што сум печелил с 10 прста. И чувај ги деца. Не викам да не. За деца колку може давам, колку не може нема. 5-членото семејство живее од 6000 денари. Толку направила државата за болниот Лука. Јадат леп и вода, млеко од стоката или сирење. А ако некогаш им се посреќи, може да си дозволат и макарони. Едва постигнуваат за сметки и скромно јадење, камоли за лекување на малиот Лука.